Ниските температури и снегот што падна за време на викендов, а ќе се задржи до крајот на неделата, не само што нема да се одразат штетно врз житните култури, туку напротив, позитивно ќе влијаат на земјоделските посеви, бидејќи ќе ги направи отпорни, што позитивно ќе влијае за нивниот понатамошен развој. Ова е многу потребно, да речеме, за житните култури, бидејќи тие треба, пожелно е и треба да поминат одреден период на ниски температури. Тоа е тој стадиум, наречен стадиум на јаровизација, во кој што растенијата, житните култури треба да го поминат на ниски температури за да стекнат отпорност за понатамошниот развој и со самото тоа да плодоносат, тоест да дадат добар плод кога ќе дојде време за нивната жетва. Значи, посебно пченицата, значи, многу е добро што овие температури ќе потрајат, бидејќи е потребно, значи, одреден период, по правило дури некаде од 40 до 60 дена, да бидат изложени на ниски температури и при тоа во самата билка се зголемува количината на суви материи, на шекери, со што допринесува за отпорност на самиот организам на растението. Исто така, додава Захариев, и самата снежна покривка делува изолационо и придонесува за добра отпорност на самите растенија, за да не дојде до нивно измрзнување. Инаку, агрономите со совет до земјоделците да ги прихранат житните култури. Секако дека нема да измрзнат, бидејќи пченицата и јачменот издржуваат пониски температури, пченицата до минус 20, јачменот до минус 12, така што во секој случај овој снег е добре дојден за житните култури. Исто така можам да кажам за земјоделците е добра една препорака дека сега е време и за прихрана на житните растенија со азотни ѓубрива, значи ова е вистинско време да се аплицираат азотните ѓубрива, препорачуваме, значи, ѓубрива некаде со 46% на азот. Едно прихранување сега, овој период, и уште едно прихранување може да извршат некаде крајот на март или првата седмица од април. Истото се однесува и за градинарските култури, кои што се во подготовка на расад, така што овие култури нема да бидат засегнати со евентуален проблем на измрзнување, додава Захариев.